здрава на сите и добре дојавте назад на каналот Ивона и Марио. Како што гледате по насловот, денеска снимам storytime во однос на цигарите. Многу често милувате да ме прашате колку време пушам цигари, како моите родители реагирале кога дознале дека јас пушам цигари и така натаму. Па во ова видео ќе ви одговорам на сите тие прашања. Пред да започнам, не заборавајте да оставите лайк доколку сакате уште storytime видеа, да се претплатите на нашиот канал со клик на subscribe и да ме заследите на Инстаграм, оти уште многу малку следбеници ми фалат до 10.000 и оној swipe up на стори. Така да може да почнеме. На самиот почеток мора да се оградам од промовирање на цигари. Со оваа видео не сакам да ви ги наметнам цигарите и да ве убедам дека тоа е нешто добро. Напротив, доколку не сте пушачи, ви препорачувам да не ни почнувате со тоа. Мислам дека секој еден пушач тоа ќе ви го каже, затоа што ствара зависно и после многу тешко можеш да се откажеш од нив. Меѓутоа, јас сум пушач и еве веќе 8 години активно пушам, за жал. Меѓутоа, одлучив да го споделам тоа искуство со сите вас, оти постојано ме прашувате, ме гледате на лајвови како палам цигари. Во видеа не пушам затоа што просто можам да издржам половина час, дур нели ги снимам видеата. Меѓутоа, моето секојдневие го сочинуваат и цигарите, и тие лајвови, и све што правам, и многу често и на слики, и сегде ме гледате со цигара, па должен сум да ви објаснам некои работи во однос на тоа што често ми ги поставувате во вид на прашање. Као што веќе напоменав, јас пушам 8 години активно. Јас сум моментално завршив 4-та на факултет. Јас активно пушам од прва средно. Меѓутоа, прв пат запалив цигара во 8-мо оделение, у основно школо. Ја истовремено одев и на нижо музичко соло пеење. Тоа е у центар, а ја учев овде во едно школо во мое мало, што мислам тука у близина. И секогаш кога идев на тоа соло пеење, у тоа наше време имаше да купиш 3 цигари за 10 денари. И ја толку ми беше дневната доза, затоа што се криев, не знае ниту моите дома, ниту моите пријатели, се плашев да не ме откријат пред моите и така натаму, сега да не ве замарам. Но паметам дека секогаш кога ќе тргнев на кај центар, у трафика купував таа 3 цигари за 10 денари. Претпоставам дека сите оние кои имаат 20 плюс години се сеќаваат на тоа време. Меѓутоа, ми беше многу интересно и онака се криев, купував мастики, некои ние ги знаете за раце, за пушев со ракавици, за да не ми се умирисат прстите. Значи многу внимавав во тоа време, никој да не ме открие дека пушам цигара. Ви напоменам, значи не знае ни моите пријатели, немав онака као, не бев у фазон као пуши моето друштво, па и ја ќе почнам, него буквално ја сам од нигде никаде почнам да пушам. Но тоа беше се некој експеримент, ајде ја да видам што е тоа. И од кога почнав да учам, прво се запишав ја у гимназија, па потоа се префрлив во економска, затоа мислам дека не ни знаете. Меѓутоа не е ни битно, паметам дека првиот месец кога се запишав у средно, јас купив кутија цигари и пред школото господинов си застанал, си запалил цигари, мртов ладен си пуши. Сега како дознаа моите дека пушам цигари? Ситуацијава беше следна. У тоа време беше многу популарен Фејсбукот. И моите школски пријатели тогаш, кога се запишавме у таа средното школо, пред главниот влез на школото, јас сум стоел на едно тако диче подприн, сум си пушал цигара, пред мене се сликале двајца мои соученици. И поради тоа што Фејсбукот беше многу актуелен во тој период, тие ме тагнале финолепо на таа слика. Ја упозадино онака рандом, меѓутоа ме покриле, они како се сликале, мене ми се гледа само овој дел од фацава. И вака како држам цигара, али се гледа само кафе, како се вика, оној пикавец, што, како се вика тоа, филтерот се гледа, она кафејаво. Ништо друго не се гледа од сликава, значи буквално моево тело не постои на сликава, затоа што пред мене стојат луѓе, но ја опозадино и они ме тагнале. Сега што се дешава, татко ми имаше Фејсбук, мислам дека мајка ми тогаш уште немаше Фејсбук, но татко ми знам дека имаше. Ја дур сум бил на школа, таа слика си ја ставиле они на Фејсбук, мене ме тагнале, и ми излегло на моите дека фотографијата им излегла на Фејсбук, а татко ми, пошто има некоја чудна смисла за хумор, он ја извадил таа слика, ме кропирал мене, ми исекол само моева фаца, чуров, како иде чур, и тоа филтерот. И доаѓам ја дома, и он седи мртов ладен, и ја го палам компјутерот, седувам на компјутерот, а он човеков ме кропирал и сликава ја ставил на десктоп. Така позадински да ми стои сликава кај пушам цигара. А ја прва година збуница, не знам како ќе реагираат луѓето, кај мене дома никој не пуши, имам сестра, мајка, татко, никој не пуши. Татко ми бил пушач, но пред 20 години, буквално одамна веќе не пуши. И ја гледам сликава, се шлогнав. Викам, леле, што да смислам, јас сеја малце интелигентен, сум таков снадлив. И он доаѓа у соба и вика, што е ова, Марио?
И ја викам, јадам смоки. А јас сега форава ми беше кафеја во уста, што може да биде, јадам смоки, пошто другово не се гледа, се што да правам, мора да се излечам некако. И беше пресмешна ситуација. И ја вика, јадеш смоки, ја? Викам, да. И ја вика сестра, вика, Маја дојде ваму, и Маја дојде, шо прави брат ти насликава? И она ме гледа, сестра ми, умеѓу време дозна дека ја пушам, но исто така ме криеше. Шо прави брат ти насликава и она сега, пошто ја не се договорив со неја, ја ме фати шок која бидов сликава на место. И она ја го гледа ја гледа сликава, го гледа тоа кафејавото, го гледа димот и вика, веројатно пие некој кафе, цевче, не знам што е тоа. Вика, татко ми ја димот, па топло било кафето, чур, нели гледаш? Јас се помочав од смеење, у исто време беше и толку страв, не знам како ќе реагираат луѓето, просто. Татко ми добро се направи будала, пошто и он не беше сигурен дека е тоа цигара, меѓутоа тоа се познаваше од авион. Се така некако мирно и сталожено беше, а многу се нервирам кога ќе чувствувам тензија у себе. И ја у ист момент сакав да му кажам, добро, цигара е, па што биде нека биде. Меѓутоа, ајде, помина некој саат време и седнавме да ручаме. И седиме на маса и они зборат за цигари и јас се правам будала, мене ми се пуши и ми се плаче. И седиме на маса, он збори и ми вика, само ако те видам со цигара од јазикот, тоа сите претњи ги знаете, од јазикот има да ти ја изгасам едно друго и ја чим почнеш да ми претиш, полудувам. И викам, добро, ја пушам. И викам, се што биде дека биде, или нека ме утепа, или нека ме... Мислам, нема да ме утепа сигурно, али тие се фазиве која веќе не може да те воспита у 20 години, тоа што се не се 20, колку се 16 години, небитно, онака почна да ти прети, мислиш дека ќе имаш она стравопочит и дека ќе прекинеш да го правиш тоа што го правиш. Ја му признав тука дека пушам цигара, меѓутоа никогаш наредниве неколку месеци, па мислам дека и година дена, никогаш не се осмелив да запалам цигара пред нив. После неколку месеци всушност почнав да пушам дома, но како ќе пушев, кога ќе влезеше некој од нив у соба, ја ставам цигарата у пепелјара и чекам да излезат од соба за да земам дим. Ми беше ужасно непријатно да пушам вака пред нив. Денеска немам таков проблем, меѓутоа у тој период кога почнав да пушам и кога дознаа дека пушам, ми беше стварно непријатно, не очекував така да реагираат, но самиот начин на кој тие дознаа дека ја пушам, мислам дека заслужува едно story time видео, затоа што стварно беше сладка приказна, сладка. Небитно беше чудна приказна, беше нешто што е навистина приказна, не беше кога ме сретнал он позади зграда и као ово ме видел како пушам, него баш со слики со све, а и ви кажав, он има чудна смисла за хумор и ми е ставил сликава на десктоп и сите тие ситуации. И не знам колку бев, некоја втора година средно бев, кога почнав да пушам онака пред сите, ајде да речам, пред фамилија, пред сите. Онака сите беа скептични, затоа што у моја фамилија морам да признам дека навистина нема многу пушачи. Баба ми, што ја знаете од видеата, она е најстрствениот пушач од цела фамилија. Јас, например, имам за цел да ги откажам цигарите еден ден, меѓутоа имам голем проблем со тоа што јас сметам дека животот на непушачите е ултра досаден. Јас стварно не знам како можеш да пиеш кафе без цигара, како после јадење не ти доаѓа да запалиш цигара. Како што прават луѓето со рацеме, еве сега. И со ова не сакам да ви кажам дека тоа е убаво и вкусно и не знам што, меѓутоа јас сум зависен од цигари и ја тоа не сакам да го крием и не сакам од вас да правам будали. Знам и многу јутубери кои пушат, например, па се кријат, па не се сликат. Да, јас разбирам дека ти кога имаш општествена одговорност, не треба да даваш лош пример на децата. Но од друга страна, кога си јутубери, кога се класифицираш као искрен со твоите следбеници, мислам дека треба да разговарате на секоја една тема и да не постои табу тема. Така да, јас затоа и одлучив да го направам оваа видео, при тоа кога правев лайв на Инстаграм пред Сабајле, не знам сега вие ова кога ќе го гледате, но денеска е понеделник, така да у понеделник се потрудам да излезе видео до вечер, така да денеска бил лајвот на Инстаграм, кој не го гледал. Жал ми е, заследете ме за следните лајвови да ги гледате. Ми предложив ту неколку наврати да направам story time за тоа како дознале моите дека пушам цигари, а што се однесува до тоа какви цигари пушам, јас стварно мислам дека е невкусно да рекламирам цигари, не затоа што не ме спонзорирале они, па сега нешто реклама, многу битен сум ја фактор, меѓутоа мислам дека нема никаква поента. Секој си ги бира цигарите, пушачите си ги бират цигарите во однос на некако, не знам, тоа како ги бират по вкус, како може секоја цигара исто говно. Меѓутоа, суштински мислам дека е невкусно да кажам какви цигари пушам, а пушам многу, тоа ми е голем проблем, значи јас порано пушев по пола кутија, по кутија, денеска знам и по 2 кутии. Голем проблем е, например, кога конзумирам многу кафиња и кога конзумирам алкохол навечер, например, особено викендашки, ако излезам негде,
Ја пушам, значи не гасам, ја едно гасам, друго палам, едно гасам, друго палам и од тоа знаем многу често и глава да ме боли, знае онака да ми биде бљак, ми доаѓа да повратам све цигари и да ги откажам во ист момент. Меѓутоа ќе се разбудам со бајле, ќе си направам кафе и пак почнува приказната цигари па цигари. Доколку имате било какво бонус прашање во однос на темава, поставете ми го слободно долу во коментар или обратете ми се во DM на Instagram. Колку имате идеи за некои следни storytime видеа, доколку имате идеја на некоја тема да сакате вака да се дискутираме виртуелно, слободно напишете ми го долу, ќе ги читам коментариве и ќе ги земам предвид сите оние интересни на кои мислам дека можам да си земам за право да зборувам. Сега ви се заблагодарувам што го гледавте ова видео. Ми беше драго што се дружевме. Обавезно ставете лайк, натплатете се долу на каналот со клик на subscribe, а ние се гледаме во некоја следна. Чао!